Да, продолжуваме со Студио 10. Како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Александар Тортевски, адвокат, исто така тој доаѓа и од твоја партија. Господине Тортевски, добар ден. Прво да почнеме со локалните избори, со она што се случи, па потоа ќе преминеме нели на политиката. Кажете ми прво во однос на вашиот настап на изборите, вие настапивте како кандидат за градоначалник на Скопје, освоивте 2700 гласа, кој што гледам од прилика. Да. И вашата партија. Кажете ми што мислите за самите локални избори? Овие беа прилично интересни и не секојдневни во поглед на тоа. Имавме многу мали партии, имавме многу независни кандидати, независни листи, имавме еден таков феномен низ целата држава кој на некој начин ја поремети математиката на традиционално условно кажано големите партии. Па не е дека толку ја пореметија неколку субјекти, тоа е факт. Тоа Зелен хуман град и Шанса за центар и поинаку во Битола и мислам во Ново село и Струмичко нешто има успех таму. Ние пред локалните избори покренавме една иницијатива за обединување на сите субјекти кои што делат слични системи на вредности. Побаравме соработка, меѓутоа мој впечаток е дека таму имаше доста суети кои што сметаа дека сега е моментот, затоа што некакви анкети покажуваат дека на луѓето им е преку глава од партии. И нас не идентификуваа како партија која што е проблем. Не ставаа во исти кош со овие партии кои што 30 години ја организираат, ја водат државата и не уназадуваат. И нас некако не ставаа во групата на оние лошите партии кои што се практично суштина на проблемот. Ние побаравме соработка без никакви условувања, меѓутоа не најдовме на разбирање и затоа отидовме сами. Инаку јас и понатаму сметам дека од тој блок треба оние што делат слични системи на вредности да се организираат заеднички да настапат и да ги остават суетите на страна. Јас им понудив дека ниедно персонално решение не е фиксирано, дека околу се можеме да се договориме, со тоа што треба конечно да не ги ситниме тие гласови, меѓутоа не најдовме на разбирање. Што се однесува до нашиот резултат, тој е доста поголем од она што го имавме на парламентарните избори. Ние имавме хендикеп, се формиравме неколку дена пред минатите парламентарни избори и практично бевме во некаква трка и за регистрација и за создавање на листи. Овој пат јас одлучив да се кандидирам за градоначалник, затоа што сметав дека со тоа ќе добиам простор на медиумите. Затоа што навистина се случи една чудна ситуација. Јас претходно, додека не беше формирана твоја партија, имав проблем што и вашата куќа и телевизии кои што програмски ни се блиски, претходно ме повикува еднаш, два пати неделно да гостувам, па јас си бев досаден дори самиот на себе и некогаш избегнував, затоа што мислам дека премногу често ми имаше. Меѓутоа, од кога ја формиравме твоја партија, за мене настапи информативен еден мрак. Никој не ме повикуваше на телевизија, немавме на минатите парламентарни избори се одлучи да се оди големи со големи, мали со мали, што беше некоректно. Јас одбив, тој принцип Телма сакаше да го направи, јас одбив, затоа што јас морам да се спротивставам на ставовите на ВМРО, СДС и на ДУИ, кои што ми ја креираат сегашност. Јас немам што да разговарам со Солза Грчева, Бачев и други партии, кои што воопшто не повлекле некои решенија што немаат влијание. Немаат влијание. Што имам јас да полемизирам со нив кога тие не повлекле некој потек што нивните програмски определби си се такви како што се, јас не се сложувам со нив, меѓутоа што ќе полемизирам со нив. И овој пат одлучив да настапам на локалните избори. Мислам дека не се представивме лошо, мислам дека добивме симпатии, прилично што во однос на гласовите има раст. Ако продолжи тој тренд, мислам дека за некое кратко време твоја партија веќе ќе стане трети или четврти субјект во државата и дека ќе има можност да влијае на општествените процеси.
Во однос на функционирањето на тие условно кажано, пак и кажам, помали партии, во однос на гласовите кои ги добиле на некои последни избори, да речеме, така еве се мерат, ми се чини дека има еден конгломерат тамо од разни структури. Имаме партии кои се буквално човек партија, кои обстојуваат така, не знаеме ни како обстојуваат. Има партии на кои други партии им собираат гласови, ги користат потоа, нели, најчесто за одземање на гласови од противникот, од идеолошкиот противник. Имаме многу, но имаме и навистина субјекти кои се квалитетни, кои навистина имаат можеби искрени, честни цели, но не можат да дојдат до јавноста толку лесно без големи финансии, без пари. Знаеме кај нас како тоа функционира. Како да се пробие тој лед, тој еве вие велите информативен мрак? Како да се исплива, како таа порака да дојде до граѓаните, кој навистина вреди, а кој не? Па видете, само за една споредба. Ние на овие парламентарни избори потрошивме околу 1500 евра. На локалните. На предходните потрошивме значи околу исто така. Значи ни 800 евра потрошивме предходно. Од кога сме формирани, не сме потрошиле повеќе од 5000 евра, сепак нашиот глас се слуша во јавноста. Добро, тоа се суми за кои мислам дека да кажеш дека се смешни, смешно да кажеш. Да, меѓутоа наш став е дека државни пари не треба не треба да се трошат за финансирање на политички партии. Одлуката дали еден граѓанин ќе се активира политички не треба да зависи колку пари таа партија добива од државата. Само за споредба, значи еден по мене апсолутно криминален закон, кај што ВМРО, ДПМН, ДУИ и СДС се договорени да добиваат по 1.000.000 евра годишно за нормално функционирање на партиите. Секоја година го добиваат тој износ. И по исто толку отприлike во изборна година за изборна кампања. Вие видовте дека целиот простор беше загаден и се уште им стоат билбордите, не ги тргаат се уште. Гледам дека се уште има нетргнати билборди. Тие се платени со државни пари. Со пари на граѓаните. Сега ние немаме пари за енергетски извори значи на струја, за зелени извори или за било какви. Не инвестираме таму, меѓутоа секоја година за партиите извојуваме 4,5 милиони за нормално функционирање и околу 4 милиони за изборни кампањи, затоа што 3 години последни имаме избори. Може да се случи веројатно дека и оваа година наредната може да имаме, значи скоро секоја година имаме избори и тогаш имаме околу 10 милиони евра расход од буџетот за финансирање на политичките партии. Тоа е нешто како а политиката би требало нешто да биде како хоби на граѓаните, ако сака некој да се вклучи и да си плати од свој џеп со членарина. Ние го држиме тој принцип дека се финансираме, имаме многу специфичен начин на финансирање. Јас сум многу горд на тоа што го држиме тоа. Ние имаме максимум 10 евра по член. Ние не сакаме да дојде некој да ни даде 10 евра. Ние ќе го одбиеме. Затоа што ако некој во твоја партија дојде донесе 100.000 евра членарина, утре ќе ни бара, ако бидеме во можност да влијаеме на некакви општествени процеси, ќе ни бара решенија законски или подзаконски, со подзаконски акти што ќе му одат во полза, нему лично или на неговиот бизнис. Јас би можел овде да зборувам за едно чудо такви решенија на финансиери на големите партии, кои што подоцна издействуваа законски или подзаконски решенија со кои што страшно многу профитираат. Практично им се враќаат тие пари преку одредени законски решенија. Така е во однос на обновливи извори на енергија, концесиите што се даваат, така е преку фондот за иновации се исплаќаат финансиерите на партијата или нивните активисти. Така што тие пари го рушат системот. Парите кои што политичките партии ги добиваат од спонзори, го рушат системот. Од друга страна, не е фер и граѓаните да плаќаат. Еве, например, само гледав некаков извештај, СДСМ троши годишно 220.000 евра за плати. Тоа е една огромна фабрика. Троши 220.000 евра за плата, а плюс имаат аналитички центар кој што го плаќа државата и направено е во законот дека само првите 4 најголеми партии имаат право да имаат аналитички центар со платени расходи за аналитичкиот центар 320.000 евра. И што работат во тој аналитички центар, знаете вие?
Не знам, можам да предпоставам. Еве, јас ќе ви кажам дека таму има 50 луѓе што седат, пуштаат статуси од по 20 лажни профили скриени и за мене измислуваат работи кои ќе добијат налог дека јас сум алкохоличар, дека сум задолжен, дека имам кредити, дека не враќам долгови и сето тоа. А кај мене е се транспарентно. Секој ден покажувам, речиси, кај сум, што сум, сите знаат, немам никаков проблем. Меѓутоа, ти едноставно се задолжени и ги плаќа некој да шират невистини. Ги плаќам јас со моите пари. Да. Како гледате, кажете ми, на случувањата во собранието, повторно при овој обид за создавање на ново парламентарно мнозинство од страна на опозицијата, имавме слики кои се не секојдневни за една демократија или се вообичаени за македонската демократија, не знам како да ги окарактеризирам. Значи, имавме најава за парламентарно мнозинство, па мистериозно недоаѓање на еден пратеник, па обвинување дека е киднапиран, па тој самиот кажа дека не е киднапиран, негово предомислување во последен момент. Не сакам сега да навлегуваме во тоа што е вистина, што не е вистина, сакам само за процесите да зборуваме. Ми се чини дека се е ненормално во функционирањето на нашиот законодавен дом. Значи, обидот на опозицијата да создаде ново парламентарно мнозинство е сосема легитимен и тоа има обврска. Значи, особено заради лоши резултати на сите полиња на владеачката гарнитура. Значи, неуспехот, и тоа е сосема нормално. Значи, тука се кршат копија. Меѓутоа, ако премислување на одреден пратеник е резултат на корупција или закана, тоа е веќе сериозно кривично дело. И тука јавното обвинителство би морало да поведе постапка по допрен глас или по некакви своји сознанија. Тој самиот кажа дека ги пријавил заканите, дека имал закани, дека ги пријавил, но не кажа од кого. Па сега не можете да кажете имам закани, ама не кажувам од кого. Обвинителство, добро. Значи едно сериозно обвинителство во овие превривања ќе поведеше малку постапка да види со што се купуваат пратениците. Значи, сигурно имаше обиди, јас сум убеден дека имаше, знаејќи ги состојбите во држава многу одамна, значи убеден сум дека имаше обиди за купување на пратеници, меѓутоа со што се купуваат? Се купуваат со црни пари во кеш или се купуваат со државни позиции и функции. Јас знам за еден пратеник претходно кој што го отстапи пратеничкото место, се испазарил за 3 членства во управни одбори. Значи, со државни позиции, со државни измислени места, работни места во управните одбори, се купува пратеничка функција. Тоа е кривично дело многу сериозно, заради тоа што се руши уставниот концепт дека значи граѓаните преку пратениците управуваат со државата, а вака пратеникот кој ќе ја добие позицијата не му е битно кој му нуди, од која страна, меѓутоа битно е да добие огромни привилегии што не му следуваат. Тоа е криминал. Значи, купувањето на пратениците се случува со наши пари, со позиции кои што ние ги плаќаме, со членство во управни одбори, со директорски места, и тоа јавното обвинителство требаше да го испита заради тоа што јавна тајна е дека на тој начин се решаваат работите. Добро, зошто е толку, ние може да предпоставуваме, но што е вашето мислење? Што е толку жестока таа борба за останување на власт, за создавање на ново владеачко мнозинство? Гледаме дека во другите држави тоа функционира многу по-нормално. Еве, сега не знам во некоја Белгија или Холандија, доколку се случи ново парламентарно мнозинство, ќе се стане и тоа е толку. Затоа што таму кај нас е борба на живот или смрт. Токму така, меѓутоа тоа е кај нас е опстанок, богатство и благосостојба, наспроти безработица и немање средства за екзистенција. За кого? За тие што се во власт? Да, значи, овие што се сега на власт живеат во благосостојба, значи, се однесуваат како да се шеици од Арапски Емирати, такви имаат привилегии, имаат магично стапче во раце да вработуваат кого сакаат, значи, колку сакаат, околу нив нема невработеност, има огромни привилегии, ги возат со службени коли, еве, имавте
Заев и Николовски, од кога твоја, или јас во кампањата, сега не знам дали е коинциденција, реков дека ако бидам избран за градоначалник нема да користам службена кола, дека ќе си одам со своја. Заев и Николовски рекоа дека донеле одлука забрана за возење до дома и враќање од дома со кола, меѓутоа после 5 дена излезе снимка како на Маричич возачот му доаѓа пред врата, па го зима, па му отвара врата, што мене ми било многу срам. Меѓутоа, зборот ми е да се вратиме на темата. Владеачката гарнитура и овие луѓе кои што се во моментот власта, значи, јас еднаш напишав на Твитер дека борбата во Македонија се сведува на тоа кој ќе јаде стек од бизон. Значи, имате неизживеани луѓе без професија, кои што единствена професија има и на едно чудо, значи луѓе особено во помалите партии, по 20 години тие се пратеници и се на државна функција, меѓутоа немаат никаква професија надвор. Ако нивната гарнитура ја изгуби власта, они остануваат практично као технолошки вишок и ќе шетаат по улици, ќе немаат средства да се напијат кафе, немаат професија. Значи, зборот ми беше, на запад, ова што викате, сето тоа функционира нормално. Они немаат големи привилегии, со велосипед одат на работа, имаат зголемен обим на работа заради општествената функција која што ја вршат, и ако изгубат власта, он си има професија во некоја компанија, си има работно место во кое што дури ќе добива повеќе средства, и он не се бори толку жестоко да остане. Овдека, одеднаш, од крал, или од некаков советник на кралот, он станува практично технолошки вишок на улица. И борбата е многу жестока, се сведува на борба на живот и смрт. Значи, од тендери, од концесии, од лиценци, од возачи, од кафани, од ручеци, од службени патувања, значи, од сето тоа, он одеднаш останува на улица. И затоа е жестока борбата. Да, Значи, огромни се привилегиите што ги добиваат и огромна е загубата, значи, од 0 до 100. Ваму е 100% од привилегии, а ако е во опозиција 0, и тогаш се сведува на борба на живот и смрт. Сето ова што вие го опишавте е прилично сликовито. И само уште едно. И одговорност. Значи, во Македонија се одговара за постапките што сте ги превзеле додека сте на позиција, само кој ќе падне вашата гарнитура од власт. Да, ово што го опишавте сликовито и во детали се нарекува со еден збор корупција. Значи, зборуваме за владење на право и корупција. Корупцијата е главен проблем кој ја разјадува оваа држава, тоа го покажуваат сите релевантни извештаи и во земјава и оние меѓународни кои доаѓаат. Оваа влада постави, ја издигна борбата против корупцијата, барем формално, на повисоко ниво. Вербално само. Формално, да. Поставија и вице-премиер за борба против корупција. Тој вице-премиер во последно време најавуваше нов закон за заплена на имот стекнат со криминал. Зошто и покрај тие нивни, како што вие велите, вербални напори или формални напори кои ги прават, се уште корупцијата не представува толку голем проблем? Дали борбата е суштинска или само е борбата формална? Е само вербална. Значи, вие ако видите, имате најблизок соработник на премиерот кој што е се уште во притвор за сериозни кривични дела, а премиерот изјавува дека он смета дека не е виновен. Тоа е вршење сериозен притисок врз правосудството. Значи, во таква ситуација премиерот треба да каже: јас не се мешам во работата на правосудството, доколку јавното обвинителство смета дека има доволно докази, треба да му даеме подршка да ја води постапката и судот да донесе една коректна пресуда. Меѓутоа не смее премиерот да кажува дека јас се уште мислам дека тој не е одговорен. Значи, ова што го зборував, ако прибирате пари во кампања од одредени бизнисмени, вие мора да им вратите на некој начин со привилегии. Тие привилегии значат корупција. Меѓутоа, таа корупција ќе биде заштитена се додека истата гарнитура е на власт, заради тоа што да не се лажеме. Генерално таа има влијание. Поставува обвинители, значи Републички судски совет, знаеме дека ги избира она со нивно влијание. Значи, полицијата не процесуира кривични дела. Значи, јас би можел да ви набрам 20 постапки каде што се гледа, значи,
влијание на позицијата на обвинетиот врз кривичната постапка, се заташкуваат или одредени постапки поминуваат со страшно лесни санкции за кои што отприлика за многу помали кривични дела обичниот граѓанин добива многу посериозни. Да, последна е таа сообраќајката према Охрид, за која и министерот за правда Бојан Маричич вели дека не е задоволен од пресудата. Видете, значи ние сме заложници, правосудството наше е заложник на одредени стереотипи. Сега ние сите се залагаме за правна држава, меѓутоа кога некој нам не е близок, кога е некој близок на владеачката гарнитура, таа пресуда не може да помине без влијание од некој од надвор. И тоа сериозно висок функционер. Значи, јас сум убеден дека не може да помине и сега, како резултат на тоа, ај сега ќе воведуваме ново кривично дело. Значи, во нашиот кривичен законник постои, значи, сообраќајка, да пообјаснам со малку поедноставен речник, сторена со умисла. Значи, јас сум противник на тоа, затоа што тоа кај нас се врзува со алкохол. Ако човек има посериозна количина на алкохол, тогаш се зима дека сообраќајката ја направил и смртната последица е резултат за тоа на умисла. Демек, тој се сложил кога седнал да се напие со последицата што може да настапи. Меѓутоа, по мене, умислено кривично дело, сообраќајна несреќа, да не го цитирам точно како гласи членот, многу повеќе се извршува со безобзирно возење. Например, многу повеќе вие сте подготвени да направите сообраќајка ако земете со 200 да возите по Партизанска или со 150 да возите по Македонија, кога на Македонија на Пешачка улица има 1000 или 1500 пешаци. Тогаш е сосема јасно дека се сложувате со последицата некого да прегазите. Или да преминувате преку полна линија. Или да, апсолутно. И сега имате една ситуација каде што јавниот обвинител таму тргна со дека кривичното дело е извршено со намера, заради тоа што поминување преку полна линија значи согласност дека од другата насока, ако најде возило, ќе се судрите, го преквалификуваше делото, го избриша ставот дека не е со намера, туку дека е, значи, од небрежност, и тука му даде можност на обвинителот да се договара со најниската санкција, што јавниот обвинител треба да го објасни и судијата на претходна постапка кој што го прифатил, кои се особено олеснителните околности за да предизвикаат ублажување, заради тоа што таму е 1 година минимум казната. И јавноста многу малку знае дека за тоа дело, бидејќи обвинетиот е осуден претходно за 3 години, сега добива 6 месеци. Со спојување на казната може да се спојат или од 3 години и 1 месец до 3 години и 5 месеци. Значи, најмногу со спојувањето може да добие 5 месеци за ова, а може дури да падне и на 1 месец. Во однос на процесите на правото и правдата, еве да кажам што вели власта од друга страна. Тие велат дека со процесуирање на кривични дела од највисок ранг, тука се спомнуваат, значи, процесите против Сашо Мјалков, против Орце Камчев, против Драги Рашковски, вие што го спомнавте, против Катица Јанева и она што се случуваше околу СЈО, да не ги набројувам сите, Гордана Јанкуловска, сите тие профили, сите тие процеси од висок ранг, власта вели тоа е доказ дека во Македонија нема неказнивост, за разлика од порано се процесуира, се што излегува во јавност. И вака кога гледаме, така личи, дали е така? Добро, значи тие процеси се започнати уште во време на претходната влада. Добро, значи, процес, најголем дел ги започна СЈО. Од СЈО, да. Значи, се изгуби многу време со тоа префрлање од СЈО, згаснување на СЈО, кај другото обвинителство се изгуби многу време. Овие прекиди што ги гледаме сите, што мора да се започне од ново, потоа нереагирање во законот за поротниците, каде што требаше да се регулира дека може да му се продолжи функцијата или на време да се согледа дека имате поротници кои што треба да одат да им заврши функцијата, повторно почнување одново, огромен дел ќе застарат. Меѓутоа, еве, например, еден случај, да ве прашам. Имате случај каде што Македонија на фирма од Хонг Конг и уплати аванс за набавка на 200.000 вакцини по цена од $60. Фирма формирана неколку месеци пред тоа. И
кинеската влада ја извести македонската држава дека таков начин на купување на вакцини е недозволен. Тие не дозволуваат да оди преку посредници, заради тоа што посредникот може да ви ували дури и фалсификат вакцини, кои што не се вакцини, кои што ќе почнат да го рушат рейтингот и на фирмата, на компанијата што ќе гласи дека е испорачател, меѓутоа преку посредник. 12 милиони долари беа префрлени аванс и тие сега не убедуваат, ама се врати авансот и нема штета. Чекайте, изгубивме време како прво. Заради тоа имавме долг период на невакцинирани луѓе воопшто, па болеста ни се ширеше експоненцијално. Значи, или само за споредба, изгореа 14 луѓе живи во болницата во Тетова. За сличен случај во Романија го третираше, по мене, јас не се сложувам со таква тешка квалификација, како убиство со умисл. Па потоцна го преквалификува како убиство од небрежност. И на крај падна владата во Романија. Значи, Романија, која што во Европска Унија е оквалификувана држава, како држава која има проблем со почитување на законите и на правната држава, значи во борбата против криминалот и корупцијата, е оквалификувана на најниско скалело во Европа, меѓутоа таму падна владата и има кривична одговорност за ваква работа. А кај нас премиерот изјави дека тоа е банално нешто. Барањето за одговорност таму, значи не може да нема одговорност ако ви изгори болница. Не може. Значи, или тој што потпишал, што го примил, или тој што го ставил кабелот, затоа што таму нема склопка една која што ќе го изфрли, значи нема доволно осигурачи, или склопка која што ќе од напојувањето со енергија ќе го изфрли веднаш во истиот момент кога потрошувачот ќе повлече повеќе енергија отколку што можат каблите да издржат, да не се палат. Значи се знаат техничките карактеристики. Потоа постојат во светот 3 вида на панели. Значи има еден кој што е апсолутно, кој што не се пали, има еден кој што гори, значи што отприлике што би дал околу 2 часа време за евакуација на болницата, и третиот е кој што се пали за 2,5 минути и луѓето немаат време да избегаат. Кај нас е изграден од тие панели. Значи, тој што ги испорачал, ако не му е побарано спецификација ваква, зошто не е побарана ваква спецификација? Тој што порачал, значи, да се стават такви кабли со толку тенок пресек, без склопки и без осигурувачи кои што ќе го прекинат веднаш напојувањето со енергија, тој е одговорен. Тој што порачал и не го интересирало дали ќе биде од запаливи, средно запаливи или незапаливи материјали, исто тој е одговорен тука. Меѓутоа, ние не можеме да кажеме дека тој е несреќен случај. Не е несреќен случај ако ви падне зграда. Значи, или архитектот, или изведувачот, или надзорот се одговорни кои што дозволиле во таа зграда да не биде ставена доволно арматура. Ова е тоа. Добро, истрагата за Тетовската болница се уште трае, обвинителството се уште ја води. Мислите ли дека епилогот од таа истрага би можел да дае некој од овие одговори кои вие ги барате? Дали би можела да посочи на одговорност за случувањата? Јас мислам дека мора. Меѓутоа, од друга страна, мора да има и политичка одговорност заради тоа што тоа се случило за време на тој министер, заменик министер, директор на клиника. Значи, чувството за политичка одговорност мора да го развиваме ние. Не мора директно да е инволвиран во тоа. Еве сега додека го гледав претходниот кај вас гостин на Кајронот, одеше дека за на Курц му е симната имунитетот. Пратеничкиот имунитет на Курц му е симнат во Австрија за работи за кои што кај нас се смета дека е незначителна општествена одговорност, практично за многу поситни работи отколку што кај нас секој ден се случуваат. Каде е одговорност, например, во енергетиката, што Македонија не знам колку пати, точно не кажуваат колку пати повлекла енергија од резервниот фонд на Европската електроенергетска мрежа. Таму можете да повлечете без санкција, само ако имате хаварија. 1.000.000 евра се плаќа
било колку повлекување на електрична енергија, без хаварија, ние сме повлекле неколку пати таму и граѓаните сега ќе треба да платат 15 милиони евра, затоа што ние не сме го подготвиле системот претходно. Сите знаеме дека ќе нема јаглен во Битол. Сите знаеме дека е готово со јагленот. Го затворивме Осломеј, Неготино, не сме го подготвиле за зимата. И сега одеднаш повлекуваме од Европската електроенергетска мрежа ненајавено, без хаварија, и имаме проблем, тоа граѓаните треба да го платат. И нема никаква одговорност. Не е проблем, струјата нема да поскапи. Да, меѓутоа Македонија ќе треба да земе кредити од надвор, да ги задолжи граѓаните, за да се плати овој проблем кој што го прави актуелната власт. Заради тоа што тие се насочени на избори. Лани во ковид одевме, во најголемиот ковид одевме на избори, оваа година во услови на енергетска криза, премиерот рече дека ако ги изгуби изборите ќе даде оставка, ја даде, едно чудо емисии се направија во околината, доби честитки за висок степен на етичност, моралност, демократски принципи и стандарди и не изложи на срам сега како држава. Не, видете, се попишманил, тој практично групацијата околу него не му дава да си оди заради тоа што ќе ги изгубат привилегиите. Целата борба е тоа. Што мислите за оставката на премиерот Заев? Добро, досега премиерот се нема јасно изјаснето, освен онаа вечер кога излезе од Централниот одбор на СДСМ, која кажа дека привремено останува да ги врши функциите, како што кажа, за стабилизирање на владачкото мнозинство, за стабилизирање на владата во овие моменти, но тој децидно нема кажано кога би се ефектуирала таа оставка и дали ќе се ефектуира. Мислите ли дека премиерот Заев ќе може да го избегне тоа прашање, бидејќи прилично децидно ја даде оставката? Дали може да ја одоговлекува бесконечно? 10 дена го немаше никаде, му требаше време да се соземе, за да може да се соочи со камерата. Дури и тој кој што е познат по тоа што не останал речиси на ниедно ветување на збор. Значи, тој е познат по тоа, што ги менува изјавите како сака и не му е тешко, меѓутоа очигледно ова му беше тешко. Јас знам барем 10 сериозни луѓе, и Стево Пендаровски кажа дека разговарале и дека причината е длабоко човечка и го разбира и дека деновиве ќе се ефектуира, дека ќе ја даде до собрание, меѓутоа очигледно го излажал и председателот на државата. И знам уште 10-15 луѓе на кои што лично им рекол дека веќе преку ова ветување нема да помине, дека нема да го прекрши овој збор. Меѓутоа сега очигледно групацијата која што околу него, која што е загрижена за своите позиции, успеала да го убеди, меѓутоа за да го убеди веројатно и лесно им било дека ќе ги загуби привилегиите. Добро, видите, да бидеме прецизни, вечерта кога ја даде првпат оставката, тој веднаш вечерта кажа дека ќе остане уште некое време за да се стабилизираат состојбите. Тој не кажа колку е тоа време. Ако мене ме прашувате, тоа време е до новите парламентарни избори. Еве, јас ви гарантирам, ќе ме повикате уште еднаш до новите парламентарни избори. Ќе може ли толку време да ја одоговлекува? Толку децидно најавената? Значи, гледате дека сега одат да купуваат пратеници од гарнитура што им побара практично оставка. Што мислите со алтернатива? Сега разговорите како одат? Ги убедуваат дека ќе решат одредени прашања заеднички во полза на граѓаните. Не, сега е пазарење колку директорски места, колку членства во управни одбори, колку министерски места, колку привилегии ќе им се дадат. И што е најтрагично, квантумот на привилегии ќе биде зголемен што ги дава државата. Никој нема да се откаже, дуи нема да се откаже од 2 министерски места да им ги даде на алтернатива. Излезе еден податок пред некој ден, дека дуи има 6 министерски места, не знам колку заменици, 100 и нешто директори на јавни предпријатија, не знам колку членства во управни одбори, едно чудо луѓе кои што сега ги вработија формално по сите институции кои не одеа претходно на работа, дуи нема да се откаже од ниедно место тоа. За алтернатива ќе треба да се измислат други привилегирани работни места кои што ќе им ги дадат. Да, мислите ли дека опозицијата со овој потек, со објавувањето на ново парламентарно мнозинство, на некој начин сгреши во стратегијата? Сгреши
грешката каде би била? Поради две причини. Прва е поради веќе дадената оставка на премиерот Заев, која се случува, како што знаеме, среде енергетска криза, економска криза, пандемија, дека тој немаше да може долго да ја одоговлекува под тој еден силен опозицијски притисок, дека требаше само едноставно да почека. Од друга страна, поради она што се случи во тоа мнозинство. Прво, пратеникот Скендер Реджепи веднаш излезе дека не сака да биде на иста листа со Левица, па еве дојде предомислувањето на друг пратеник на Кастриот Реджепи, очигледно дека таму има проблем со хомогеноста на таа групација. Дали опозицијата требаше да влезе во еден таков потекст сега или требаше да почека уште малку? Па сега не би сакал да им бидам Зборуваме за советник, политичка стратегија, не би сакал да. да им бидам советник, би сакал да точно да се разбере дека сум неутралец апсолутно во однос сега на ги двата анализираме блока. само процесите, да. Меѓутоа ми се чини дека опозицијата излезе тука наивна со тоа што заборави во какво општество живее. Знаете, веројатно пратите спорт, следите спорт. Да, да. Пред многу важни мечеви каде одат спортските екипи? Знаете? На припреми, Не. Одат во карантин. во карантин, да. Зошто се прави во карантин тоа? Им се зимаат телефоните и ги ставаат во карантин за да некој не дојде на клучните играчи да им понуди нешто, па да тој не игра баш најдобро. Значи во случајот веројатно бидејќи живеат во такво општество, функционираат во такво општество, веројатно требаше тие 61 пратеник да ги однесат некаде каде што ќе нема пристап никој до нив тие неколку дена. Сега тоа е од друга страна покажување недоверба, тоа е непријатно. Да им кажете дека јас се сомневам дека ти утре ќе ја смениш страната, меѓутоа токму тоа се случи. Да, и мислите дека они сгрешија што мислеа дека може да победат на тој политички терен, особено каде што игра и Али Ахмет. Ја подценија власта со можноста за купување. Значи, имате вие слики каде што во канцеларија на председател на партија има бројач за пари. Машина за бројање пари. Имате од друга страна власт која што е расположена за да остане, да понуди се, буквално. Се. А тоа за еден човек е многу. И сега, а за жал кај нас, луѓето се прилично подкуплива роба. Да, но видите сега што се случи во таа перцепција, каде што опозицијата која очигледно победи на локалните избори, тоа победи, однесе една убедлива победа, сега после овој пресврт, да речеме во собранието, на некој начин се гледа како поразена страна. Премиерот Заев кој поднесе оставка после тие локални избори и беше во една прилично непријатна позиција, сега собира ново мнозинство, добива нов политички елан, баш поради тоа, значи за една недела добивме едно политичко салто мортале. Па, знаете, Поради тие тоа е потези. Да, ако со таков триумфализам настапите дека готово е, имаме 61, утре паѓа владата, тогаш значи проценката мора да ви биде дека сигурно ќе успеете. Заради тоа што во јавноста се доживува тоа како пораз, а триумф на другата групација, што по мене не е. Ако остане 60-60, тогаш практично ќе мора да се оди на нови избори, меѓутоа еве, сведоци сме сега само што ќе се дигне цената на претениците на алтернатива. Значи ќе им се понудат работи што не можат да ги одбијат, што би рекол Корлеоне во Кум, и ќе веројатно дека некој од нив ќе прифати и ќе остане некој тенко мнозинство што вака ќе функционира, ќе животари, државата ќе биде на апарати постојано, ќе се зголемува привилегиите, ќе се зголемуваат на функционерите, на политичарите, неодговорноста, заради тоа што на некој сега на новите директори кои што ќе дојдат од алтернатива, нив не може МВР да им поднесува кривични пријави или инспекциите да ги контролираат. Од нив зависи власта, тоа се нови практично поддржувачи на власта и ќе се зголемува неодговорноста во државата, нефункционалноста
Значи, државата ни е комплетно нефункционална, тоа се гледа на сите сегменти, во сите сфери започнати реформи за образование. Каде е Министерката за образование? Сте виделе вие? Да, во последно време ја нема многу во јавност. Каде? Каде? Што е со реформите започнати, нели? Требаше прво и пето да почнат по друга програма, па требаше нов концепт на образование, негде беа затрчани на брзина тоа да го почнат, нешто го започна. Каде е Министерката за образование сега? Значи, колку министри не се појавуваат никаде, ги нема, едноставно. А тоа е внатре-партиски конфликт во СДС и сега тоа треба да се избалансира заради тоа што реконструкција на повеќе од 5 пратеници е гласање за цела влада. И сега, како тоа ќе се избалансира кога они имаат па 60? Сега, од друга страна, ако не купат уште неколку, они не можат да направат реконструкција, не можат да соберат кворум за работа на парламентот, не можат да донесат ни еден закон. Да. Добро, пред крајот на разговорот да се вратиме повторно на оно што е можеби и ваше главна експертиза, владење на право и правда. Зборувавме за корупција, за системски решенија. Постојат ли реални, суштински, системски решенија кои би можеле да направат преокрет во работите? Бидејќи гледаме реформи, се носат закони, се спроведуваат и тие реформи кои ги бара Европската Унија, но нас владењето на правото не ни се подобрува, корупцијата останува. Има ли нешто што навистина може да смениме во начинот на функционирање на правосудните институции, на другите институции, за работава да тргне кон подобро? Мојата диагноза не само во овој сегмент е најтешката, тоа е недостаток на човечки материјал за суштински промени. Кај нас не е проблемот во законите. Ние имаме закони, нашите се препишани од најголем дел од Европска Унија. Остатоците, мислам, она што остана од времето, тоа е австро-унгарски, односно германски закони. И тие се добри закони. Ние имаме проблем кога треба да го имплементираме. Значи, а за тоа ни требаат стручни луѓе решени да го спроведат тоа. Меѓутоа, ако партиската поддршка значи и напредок во правосудна функција или во обвинителската позиција, сите знаеме дека партиски се добиваат тие функции, тогаш партијата која што избира кадри не може на тие кадри, нема да им рече ајде гони ги ти моите кадри. Значи, нас мислам дека ние треба да признаеме пред Европска Унија дека одредени сегменти треба да ги дадеме на стручњаци од надвор да ги водат. Мислите дека тоа е решението? Само тоа, заради тоа што ние веќе немаме кадар. Ние по излегувањето од Југославија се уште имавме луѓе кои што се образувале, кои што учеле од југословенското ниво, кое што правосудството во Југославија практично го водеа стручњаците од Хрватска, Војводина и Словенија. Они ги наметнуваа ставовите и решенијата и ние моравме да ги имплементираме. И имавме кадри кои што учеле од најдобрите стручњаци во Југославија. Сега имате судии на Врховен суд кои што партиски се бираат, кои што не бил никогаш судија. Него му е проблем да напише пресуда. Имате јавни обвинители што стануваат јавни обвинители заради партиска одлука. Како тој нема појма од ништо. Затоа ќе имате вакви пресуди. Сега имате во Источна Македонија за сообраќајка добивате 4 години, во Западна добивате условно. Имаше поскандалозен случај во Битола, 2 момчиња значи загинати, условна осуда и 3000 евра. Не знам како е таа 3000 евра парична казна, бидејќи таа не може да се изрече. Сега медиумите веројатно не знаат, некои трошоци се тие на постапката. Меѓутоа, значи имате на територија на иста држава огромна разлика и во казнената политика и со тоа никој не се занимава. Јас разбирам за сообраќајка, имате многу различни ситуации, не треба да се гледа само на последицата што настапила. Значи, тоа е жива материја, нема две исти сообраќајки. Значи, имате некаде поделена одговорност, имате учество на оштетениот, имате сериозно кајање, значи, каде што навистина човекот
пати се разболел, направил сообраќајка. Значи, имате многу различни ситуации. Меѓутоа, вие ако во рок од 3 дена правите спогодба со обвинителот и му давате условна осуда со 2 смртни последици, и сето тоа останува во некој домен на слободно судиско убедување што би требало да биде така, меѓутоа нема струка тука. Ово што вие го кажувате како решение, Тоа го имате на Косово и го имате во Косово и во Босна. Па Да. ние не сме на повисоко ниво од нив. Да, но кога се спомнува тога како решение, тогаш критичарите велат да, но тоа е протекторат. Па Така што? земјата оди чекор назад. Па не оди назад. Не оди назад. За 10, за 15 години ние ќе добиеме правосудство со високи стандарди. Ако донесеме стручњаци, например, јас не ми е тоа шега. Нас ни се исплати сега екипата околу Меркел да викнеме и 100 милиони евра да ја дадеме годишно да дојдат со 1000 луѓе или со 500 луѓе во клучните сегменти од држава, енергетика, правосудство, да донесат експерти. Знаете, 100 милиони, па еве земите, 10 милиони губиме со решението за политички партии годишно. 20 и кусур милиони се расфрла државата со фондот за иновации. Знаете нешто што имаме ние поврат од тие пари? Еве 5 години тоа се 100 милиони евра дадени. Што имате? Еве, имате нешто, некој бенефит од фондот за иновации? Фиќо на струја правеле таму. Од Google симнат проект за некаква поврзаност на мерни станици, на близок, на брат му на еден новинар, 350.000 евра. Луѓето од индиската компанија се јавија дека сликата која што е овдека протната во фондот, дека е нивна и заштитена. После го избришаа, меѓутоа помина тоа. Значи, тие луѓе кои ќе дојдат во расходите, во расходната ставка, ќе ги најдат одма 100 милиона евра кои што би ги земале они за да ни оправат државата. Па немојте сега да ни кажувате дека протекторате ако дојдат луѓе кои што ќе ни направат енергетски систем независен за 10 години. А ние секоја година за увоз на струја и за пенали ќе плаќаме по 30, за пенали ќе плаќаме 20 на милиони евра годишно и ќе увезуваме струја, сега увезуваме струјата по 220 евра мегават заради тоа што со време не сме порачале. А која будала не знае дека РЕК оваа година ќе има проблеми, заради тоа што РЕК си се знае, прво е стар капацитет, второ му треба ремонт и нема јаглен. И знаете што кажуваат сега нашите, кога стручњаци доаѓаат и им викаат, ма вие имате неверојатно решение да јагленот го носите со камиони. И тие велат, ама само 6 километри. Ма чекате, 6 километри утовар, претовар на јаглен, тоа цената ја качува до небо. Кој претовара јаглен? 6 километри пруга, па тоа треба да се направи 6 километри. Меѓутоа, ако имате во рамки на владеачката гарнитура што го работи тој бизнес, камионите што му возат на тие 6 километри и што ги претовара, тогаш тоа е одличен бизнес за нив. Меѓутоа, ќе дојдат луѓе што ќе ви го постават основите, што ќе ви направат математика дека за овие значи извори на електрична енергија, за овие системи, за ова ви требаат толку и толку средства, толку ви е годишната камата, толку ви се производството, со дел од производството ќе ги плаќате кредитите, со дел ќе функционира државата, ќе создавате и профит. Меѓутоа, изградбата на енергетски извори големи трае долго. Ниедна гарнитура во Македонија не сака да се занимава со проекти кои што треба да се изведат во рок од 5 или 7 години. Тој сака нешто денеска да го направи за да ја земе провизијата. Да. Добро, господине Тортевски, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше Александар Тортевски од Твоја партија и со ова го завршуваме денешното Студио 10. Ви благодариме на довербата и вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.